кога веќе зборуваме за воено-политичките околности и на Западен Балкан и во поширок смисол се разбира, меѓутоа евидентни се податоците дека Србија е вооружена до заби и продолжува да се вооружува. Тоа е земја која не е во составот на НАТО, која во регионални рамки некои ја нарекуваат суперсила, регионална суперсила, со оружје, освен тоа што произведува големи количини самата оружје и муниција, Србија има оружје од системите на Соединетите Американски држави, на европски, големи европски воени сили, како што е Франција, да речеме, со најновите авиони, Рафале, што Рафал имат Мистрал, имат противавионски системи. Има противвоздушна одбрана, системи од Израел, од советскиот, од Русија. Не се разбира, има резерви од времето на Советскиот сојуз. Има оружје и од Кина, колку што, или опрема од Кина, како што зборуваме, како што знаеме, и едноставно забрзано се вооружува. Каде води или каде може да води ваквото вооружување на Србија? Прво да разчистиме една работа. Србија не е вооружена за да може да се одбрани. Тоа не ви биде јасно. Како тоа? Многу едноставно. Предмалку реков дека малите држави, и Србија влегува во тие мали држави, треба да бидат дел од еден сојуз за да може да се одбрани. Тие ништо не научија од своето минато, и тоа непосредно минато. Можеа да се одбранат од НАТО? Колкави загуби претрпеа 99-та година, на крај територијални загуби имаа, така? Неуспешна беше одбраната. Пуштете вие тоа пропаганда, ја одбранивме Србија и не знам ова, не знам она. Тоа е неизводливо. Втора работа. Србија е, освен од Босна, од сите страни окружена со земји членки на НАТО. Така. Дури НАТО сили на Косово. Да. Против кого ќе војува Србија? Трета работа. Економски. Значи, против кого поединечно ќе војува? Еве, нека војува со Романија, тоа значи ќе војува со НАТО. Така. И повторно истото ќе им се случи. Трета работа. Економски е многу неисплатливо. Вие да вложувате толку во одбрана, да купувате системи кои во една рака можеби нема да ви требаат. Знаете зошто? Затоа што вие не го употребувате тоа оружје. Еве, кажете ми, кога тие ќе ги употребат Рафалите, да кажеме, еве сега најнови, кога ќе ги употребат во борбени дејства, нема да ги употребат. И тие за 10 години ќе бидат застарени. А 10 години треба да ги одржуваме. Тоа се многу скапи играчки, зошто тоа го прави? Токму тоа. Лично сметам, не, и тоа е популистичка приказна. Тоа е чиста популистичка приказна, врзана за некои стари времиња во време на Југославија и не соодветствува со современите геополитички моменти. Не соодветствува. Значи никаде не може да ги одведе ова. Значи не може никаде. Тоа генерално концептот им е погрешен. Тие имаат концепт на неутралност. Така. И Швајцарија има концепт на неутралност. Швајцарија има друг систем на организација на системот за одбрана. Така. Сосема различен, кај територијална одбрана всушност, која е добро вооружена, спремена, има се знае кој како, но во целина на Швајцарија неутралност ја гарантираат соседните земји. Да, во прв ред. Во прв ред. Да. На Србија кој ја гарантира неутралноста? Се чуле до сега? Освен само декларирана неутралност, имаше идеи за Македонија да биде неутрална. Да. Ама некој треба да ти ја гарантира таа неутралност и ти да имаш друг систем на организација и на одбраната, а тоа е скапа. Сам да организираш одбрана во денешно време е скапо. Да, се гледат Ние не можеме до 3% да дојдеме, до 5% да дојдеме до одвојуваме од бруто националниот доход за развој на одбраната, а не да дојдеш во состојба да можеш да одвоиш 20 или 30% за нешто да се опремите до толку. На крајот, нивото на постигнување на технолошки развој
е многу посложен ако произведувате артилериски орудија со голем домет, ако произведувате тенкови, ако произведувате противавионски системи, не поединечни ракети, системи. Да произведувате авиони, отколку да произведувате, да кажеме, дронови, да произведувате пушки, пиштоли, минофрлачи, мини минофрлачки или пешадиска муниција. Тоа се различни системи на функционирање, се потполно различни. Точно така. И вие имате сериозен проблем има Србија. Србија што ако има вооружување толку? Ете има и. И што од тука натаму? Не може тоа значи Што значи од кого? Не, сега може да значи стабилност закана на за регионот. стабилноста на регионот ако Речеме, тие тргнат во војна против некого. Тоа е Но зборувам. и тука треба здраворазумско размислување. Против кого ќе тргнам во војна? Да кажеме да е ослободат Република Српска од Да, и НАТО силите таму што се мирни ќе седат, нели? Таму има НАТО сили. Тој ќе треба со НАТО сили, треба да се судри со армијата на Босна и Херцеговина. Тој ќе се судри со НАТО сили. И во тој случај нема да има потреба од одлука на Совет за безбедност дали може или не може, бидејќи не се работи за Русија. Туку по автоматизам НАТО силите ќе действуваат. Истото и на Косово, да тргне на Косово. Со кого ќе се судри? Со нас ќе се судри. Таму ние како дел од НАТО сме на Косово присутни. така. И ќе треба да пука по сили на НАТО. И силите на НАТО веднаш ќе действуваат. Значи, тоа е, знаете како, тоа е, дали политиката во Србија сака реално на нејзините граѓани да ја представи Much ado about nothing, што би рекол Шекспир. така. Треба реално да им ја представи состојбата. Ни треба, не ни треба. Зашто ни треба војска? Колкав обем на војска ни треба? Ние ако го земеме примерот на Македонија, ние тоа што сме декларирале во НАТО е една приказка. Ние немаме потреба од зголемување на тој дел на активна војска, немаме потреба од резервна војска, повторно во договор со НАТО. Дали треба некаде НАТО да го подкрепиме со резервни сили и во втор план, зашто би можеле резервните сили во Македонија да се употребат, да кажеме по наредба на претседателот на државата да се употребат во заштита и спасување. Значи нема друга задача која би можеле војската да ја извршува. Ама тоа е, пак се враќаме на концептот, односно концепцијата која е на државата, стратегијата За одбрана. и доктрините. И сега зборувам за доктрини, не за една доктрина, не за доктрина на вооружена борба, зборувам за доктрини. Имате доктрина и за економска одбрана, и за заштита на критична инфраструктура, за информатичка одбрана, за сајбер напади, значи за дезинформации, доктрина за одбрана од дезинформации, сето тоа што ние не го применуваме и не функционираме. Многу ви благодарам за овој интервју. Не мора секојаш да се согласуваме за се, меѓутоа добро е да се разговара на овие клучни теми, а таму вие очигледно имате многу што да кажете.